и демократски избори значење за Македонија. Двегодишен договор здравствено осигурување шверцувано и со изминат рок 2 тона месо и 1 тон палмино масло, свински ребра и пилешки внатрешни органи биле скриени во двата ладилника што ги затоа Министерството за внатрешни работи синоќа во Шуто-Оризари. Месото што го запреми полицијата во Шутка е со сомнително потекло. Надлежните инспекции утврдиле дека е старо повеќе од 7 години. Тврдат дека е опасно за консумирање, а не дај Боже да се нашло на нечија трпеза, зашто би предизвикало шокирање. Во двата ладилника биле пронајдени околу 3 тона храна. 2 тона биле месо и внатрешни органи, а преостанатото палмина мас за готвење. Констатирано е месото, чувано месо во сосема несоодветни услови, значи во камиони кои што воопшто не биле ни регистрирани, замрзнато месо кое што и органолептички, односно на прв поглед се гледа дека е сосема неисправно, расипано. За среќа, месото не е поделено. Целосно е уништено во Дрисла. Првичните информации упатуваа дека потеклото е токму од Дрисла, но анализите покажале сосема друго. Според нашите информации, ако страна на собственикот беше првично истакнато дека месото е потекло од анализите оригинални пакувања, на кои што се наоѓаат идентификационите броеви од кланиците, односно објектите од Холандија и од Полска, и по нивна проверка утврдено е дека таквите објекти не се наоѓаат на објекти во Република Македонија, така да единствено останува да е тоа предмет на шверц на месо веројатно од околните земји. Месото го поседувало физичко лице, нерегистрирано за вршење каква било дејност. Пазарниот инспекторат со соодветни санкции против него. Ќе поднесе барање за поведување на прекршок заради тоа што се работи за нерегистрирано вршење на дејност, така за несоодветно, значи за неисполнување на минимално технички услови, за недоставување на документација останата, освен декларациите што се најдени и останата документација за потекло на месото, значи пастири, не знам од каде набавено месото, ние ќе ги преземе нашите мерки. МВР ќе го сослушува сопственикот на камионите во кои што е пронајдено месото, а по документирање на случајот ќе следува и соодветна пријава. По тензичната ситуација во Шуто-Оризари, полицијата најде на отпор од приврзаници на политичка партија која е дел од опозицијската коалиција. Тоа што се нашло расипано месо во двор на куќа каде што има штаб на опозицијата, не може и не смее да биде пречка за државните институции да продолжат да действуваат согласно законот. Нечија политичка припадност не смее и не може да биде пречка за истиот да сноси одговорност согласно важечките закони во Република Македонија. Месото беше откриено во 2 камиона паркирани во дворот каде што е сместен штабот на една ромска партија, дел од опозицијата. Едноставно паркинг. Не се продавало ништо. Тоа било, тоа место било закон во камионот. Тоа е летично неба врска, тоа е ставено на центар. Жителите од Шуто-Оризари револтирани. Ова не е прв пат некој да се обидува да ги купува нивните гласови. Се уште се свежи велат сетувањата за вреќите со брашно, за маслото, а и расипањето на месото. Ломазните и контравери. За втоучите во Скопје, за градскиот стадион во Скопје, за проектот Скопје 2014 и така натаму. Значи Скопје и само Скопје, а Битола никаде. А ова градоначалник стави вели на партијата очите се ги чувствува ето малко знија колку што ето смета дека така од најповеќе влијае оштетување на тоа. Инвестиција зона Жабени што е директно договорена со премиерот. Дали не е поддршката на Република Македонија со Светска банка за 12
практично патишта. Инаку Талевски демантира дека поплатневното подпишување на декларација за демократско однесување на партиите е по нивна иницијатива. Потегот следувал по вчерашната посета на луѓето од ОПСЕ. Воден од Јани Макрадули не ја потпиша декларацијата за фер избори, обвинувајќи го градоначалникот Талевски дека е дел од извршната власт.